Нови најави за напуштање на судскиот совет. По заминувањето на судиите Мирјана Радевска-Стевкова од Врховниот суд и Зоран Герасимовски од Скопска апелација и други членови сакале да го напуштат највисокото судско тело. Откриваат од коалицијата Сите за правично судење. Децидни се дека ова е единствениот начин судството во целина да излезе од ситуацијата во која се наоѓа. Очигледно е дека и самите суди, според последното објавено истражување, велат дека немаат доверба во судскиот совет, односно 3 од 4 судии сметаат дека изборот и разрешувањата на судиите не е соодветно на законот. Имајќи предвид дека ова истражување од 2022 година, може само да претпоставиме доколку сега би било направено истражување, какви би биле резултатите после сите случувања што ги имавме во судскиот совет. Ние и понатаму ќе правиме притисок во насока на тоа дека сите членови на судскиот совет треба да си дадат оставка и воедно да бидат избрани нови членови на советот, што ќе имаат интегритет и ќе вложат напори за да ја вратат довербата во судскиот совет, пред се од судиите, но и од граѓаните, затоа што ако судиите немаат доверба во судскиот совет, како ние обичните граѓани да имаме доверба? Коалицијата Сите за правично судење постојано укажува дека актуелниот состав на судскиот совет е нелегитимен и врз основа на тоа не може да ја штити судската независност. Дека ситуацијата е таква покаже последната анкета на ОПСЕ и антикорупцијската комисија, спроведена помеѓу судиите и обвинителите кои не им веруваат на невисоките органи во правосудството, судскиот и советот на јавни обвинители. Над 70% анкетираните велат дека судскиот совет работи за лични и партиски цели, а не е заштитник на независноста на судството, што му е основна функција. Освен тоа, во анкетата спроведена анонимно, 32% од анкетираните судии почувствувале или се нашле под притисок на членовите на судскиот совет. Ама затоа членовите на советот согласно новите покачувања од 78% земаат основна плата 2300 евра, а председателот над 160.000 денари без пресметани додатоци и патни трошоци.